Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на Колосек интервју. Денешната емисија ќе ја посветиме на домашните миленици. Ќе разговараме за тоа што треба да знаат луѓето при чувањето на миленици, кои се основните работи кои што треба да ги знаат луѓето кои што сакаат да чуваат домашни миленици. На оваа тема ќе разговараме со магистар доктор по ветеринарна медицинка Јасминка Ван ден Влиер. Добро дојдовте. Како е да се биде ветеринар и колку долго сте во оваа професија? Па за мене лично професија, значи многу ме прави среќна и задоволна. За мене идеална професија. А веќе ветеринар сум од дипломирање, значи 25 години и верујте секој момент и секој ден уживам. Има моменти се тешки, пошто сепак е медицина. Има меѓу живот, смрт се бориме, болести, пациенти. Не може да ти кажеш што им како, али сепак па ќе направиш нешто на крај побаво се осеќаш. Значи многу убава и благородна професија кој ги сака, значи животните. Значи јас работам значи со мала пракса, со кучиња, мачиња, папагали, хрчкови, значи мала ветерина, али сум работела значи и со крупна на краварски фарми, значи имам доста искуство од секој сектор на домашни животни, така да секој си има своја убавина и за мене уживање. Така, кои услови ги нудите во ветеринарната амбуланта? Значи, кај мене има повеќе работи што нудам. Тоа е основно, значи, превентива, прегледи. Имам ехо, значи интернистички преглед, со ехо преглед имаме. Имам ЕКГ, значи кардиоваскуларниот систем. Микробиологија, значи посебен проблем со кога има габични инфекции за шуга, со микроскоп да се види, да се утврди, со значи услуги со Авицена имам договори, лабораториски анализи од секој дел, значи од обична крвна слика до хормонски, до алергиски реакции, сите све што треба. Превентива, офталмолошки прегледи, се занимавам, исто има услуги, значи со дентална медицина, до хирургија, исто со остеосинтези, тоа е хирургија на коски, значи све што и со хирургија на меки ткива, значи тоа најмногу од све го работам. Значи многу широк спектар на услуги. Така. Што треба луѓето да знаат пред да се одлучат да чуваат домашно милениче? Значи прво и основно треба да знаат зошто го зимаат миленекот. Значи некои треба да се одлучат дали за куче или за маче, треба да се свесни што е кога ќе дојде куче, например, кои одговорности, затоа што кучето е живо суштество и си има и потреби и обврски. Значи, прво физичката присутност негова. Имаш обврска, значи да влези во домот, имаш обврска да го научиш на основни хигиенски навики. И основно, значи, првата година треба да си свесен и за финансискиот дел. Дека мора да спроведиш заштита и на животното, здравствена, и на цела фамилија, кај што влегува животното. Значи, во почеток мораш да спроведиш тие се превентивни вакцинации, дехемантизација, заштита, значи пасош да се извади сега со закон и чиповење да се направи, вакцина и значи против заразни, против беснило, значи сето тоа мора да се направи во првите 4 месеци. Имаш малце поголем финансиски издаток, значи во старт треба да израчунаш, тоа можеш да си го дозволиш затоа што не е хумано да земиш миленик, а да не водиш рачун за здравствената состојба. Затоа што ако земиш миленик, не ја спроводиш превентивата и својата фамилија доведуваш во опасност. Значи, малце повеќе, различно е, значи се тоа во мачка да земиш е исто, само што начинот на живот со мачка и куче е различно. За кучето имаш обврска, значи да го прошеташ 2 до 3 пати, поголема количина храна, значи за него треба внимание, четкање, шишање, бањање и така. Со мачка она, значи, во домашни услови многу помалку финансиски издатоци има за неа. Затоа што помала храна, помалку знае сама, значи со песок, хигиенски навики, немаш со неа толку проблем и не бара толку внимание колку малце се посамостални од куче. Но дека со куче они доста се емотивни и се врзуваат за газите и барат повише внимание. Не дека и мачките не бараат љубов и галење, али со кучињата и малце треба повише време да им посветиш. Така. Ја споменавте дека доколку се доми милениче, дека во првите 4 месеци треба да се направат и вакцинации, многу повеќе работи и пасошот. Што е по тие 4 месеци? Да. Значи прво и основно кога зимате миленик,
секогаш, например, основно е дека од леглото го одделуваат од мајката со 40 дена ден, значи месец и пол. Основно е да прашате, значи, дали е мајката прочистена, има вакцини, дали е прочистена од внатрешни и надворешни паразити. Затоа што внатрешните паразити, тоа се, значи, како тенијата, ехинококоза, тоа што е опасно за нас, за луѓето, од кои ние може да заболиме. Значи, они од секој потомок, значи преку млекото, преку исхраната од мајката ги добиваат јајцата од овие, значи опасни за луѓето што се заразни, значи преку млекото јајцата ги добиваат. Им треба, значи, за да се развијат од јајца, така и се населуваат, значи кај подмладокот, значи би требало прво чистење да се направи со 20 дена. Затоа што од јајца до развоен возрасен облик на овие паразити им е потребно 20 дена. Значи, ако не се прекине тој процес, тоа ќе имаме многу возрастни единки во цревата на миленикот, кои што продуцираат многу јајца и така, значи, го доведуваат во опасност првен и животот на миленикот, затоа што се уште нема имунитет за до тие 40 дена. Не е развиен имунитетот за може да се справи. Тоа е едно, друго е што лачат и многу, значи, опасни се лачат неуротоксини, кои ќе се намножат многу и физички притисок, значи знаат некојаш да ги има, значи на 1 сантиметар и по 10-20, па физички да направат перфорација на црево. Значи има многу опасности, затоа основно и прво уште од огледувачницата, значи таму кај што ќе се породи, значи прво чистење на намиленикот да биде на 20 дена. Значи второто чистење треба да биде прочистување кој ќе дојде со прва вакцина на 40 дена. Првата вакцина тоа е против заразни болести, значи штенечак, парвовироза, инфлуенца. Значи најдобро е првата да иде таа папи, значи само тровалентна, значи. Да се уведи полека имуниот систем да се припреми на миленикот. Втора вакцина, прва ревакцинација иде за 21 ден до месец најкасно и тогаш исто пак иде прочистување против паразити внатрешни и втора ревакцинација, односно трета вакцина, исто има прочистување и против внатрешни паразити, иде доаѓа пак за 21 ден. Значи следна вакцина што после треба која ќе наполни 4 месеци е против беснило. Тогаш исто пак се прочистуваат од внатрешни паразити и со 4 месеци треба да прими против беснило. Значи не е точно тоа меѓународ што кажуваат дека вакцината против беснило го успорува растот и може да доведе, значи, посебно кај поголемите кучиња, одгледувачите не сакат. Значи не е, значи со закон е кажано и медицински испитано и препорака од произведувачите на вакцина против беснило, значи си стои у декларации дека воопшто не делува на растот, нити го успорува, значи нема никакви реакции. Едино што му пружа заштита, значи да има навремено оформување на цел имун систем да биде против сите заразни болести, а една од нив, беснилото, е најстрашна, посебно за човечкиот род. Кај нас, пошто долго години ја нема, али во последните уназад 5-6 години е утврдено дека ја има. Србија више преку граница, Косово ја има доста. Кај нас имаше неколку случаи, затоа сега се спроведи со закон, мора да се вакцинираат кучињата против беснило. Затоа што тоа е екстремно опасна болест за човечкиот род. Нема лек против тоа. Значи, веројатно сите ги гледале порано кога беше како епидемија, значи не дај Боже да се врати таков тип, тоа не може да се равни ни со ниедна војна, нити со... Затоа, значи, чим е со закон кажано, значи, тоа е до 4 месеци што мораш да се направи. И сега е воведено и чипувањето, значи, обично може миленик да се чипува уште со прва вакцина, значи не е тоа нешто дека му смета во развој, значи се аплицира чип подкожно и со тоа си добива како ID карта, како ние што имаме матичен број, например, со наше раѓање. Али во главном се така иде, значи со вакцината, со чипот, вакцина за беснило, чип и пасош, тогаш све се вадат, има една референтна цена на ниво на Скопје, значи таа 1600 денари. Значи и со тоа завршувате со основните превентивни работи за да имате, значи, и за здравје за миленикот и за вашата фамилија кај што го внесувате. После тоа иде, значи, овие вакцини, имате ревакцини само последнаш годишно и би требало да се придржувате, значи не е точно една вакцина дека им дава заштита доживотна.
Значи не, има една болест, не чак да, али парвовироза секоја година ако не вакцинираш, значи имунитетот завршува за една година, може било каква контакт со заболено куче пак да се јави. Значи треба секоја година до животно да се ревакцинира против заразни болести, а прочистување против натрешни паразити, од кои ќе ги помине овие сите вакцини, основните првите, после би требало да, значи, да се дава на 3 месеци. Ако во случај, значи, ако све иде нормално, ако се примети паразити, значи во столица, тоа е више друга постапка, треба се обрати пак до ветеринар па да се стави под контрола сето тоа. Така, на кој начин се врши прочистувањето против паразитите? Значи, има преку давање таблети. Значи, има друг облик сега, кај нас тек сега се регистрира Вирбак, тоа обично за малите мачиња и кученца, тоа е да на Вирбак паста витамините, значи, како и многу е вкусна, на мали мачиња и на мачки, значи, било како, значи, не е, пошто мачките секојаш кога стават било некоја субстанца во уста, све пенат, кај нив све е стресно тоа. И многу собственици се плашат од тоа. Значи, али углавном остано е, значи, давање на таблети. Секојаш, значи, преку перорално, перос преку уста, се дава таблети према килажата на миленикот. Значи, една таблета углавном иде за 10 кила, така да ветеринарот ќе ви каже како и што. И таблетата делува на тоа да ги убива возрастните, значи зависи сега од произведувачот и цената, значи на таблети имаш различни, колку може собствени како си дозволи. Значи имате дел што уништуваат возрастните паразити, која ќе се даде таблета, утре то гледате во фецесот, во изметот дека ги има, значи ако се примети за 2 недели пак треба да се даде уште една таблета, значи да се прочистат и другите развојни облици. Точно 2 недели, значи од јајца што има пак што има нови да се стави под контрола. Али тоа веќе идете, значи ако дојде до таа ситуација, се иде кај ветеринар, тоа да го, значи под негова контрола да се води таа дехелминтизација внатрешна кога е више со клиничка слика. Така, во кој период е препорачливо да се примаат вакцините кај милениците? Дали има некој одреден период, летен, зимски или? Не. Значи, вакцинацијата се прима, значи, према возраста на миленикот. Не е према, значи, имаме зимско легло, мора, значи, 40 дена кој ќе напуни, треба да ја приме прва вакцина. Значи, само староста на миленикот ја одредува вакцината. Исто и со мачките. Мачките исто примат вакцина против заразни болести, исто првата е 40 дена, за месец е првата ревакцина. Кај нив иде таа една ревакцина. И за бесњула после 4-ти месец со чип, ако тоа, мислам, веќе со собственикот како ќе се произнесе, сака или не, пошто со мачките не е задолжително вакцина против бесњула. Што треба да направат луѓето доколку се појават надворешни паразити кај милениците? Што треба прво и основно да го направат? Значи, чим почнеме, значи, со превентива, вакцинација. Тек после втората, значи, вакцина, прва ревакцина, значи, после тоа 10 дена може да се изнесува со други кучиња, значи на трева претходно не треба да има контакт. И со првото излегување надвор, значи во трева, го доведуваме миленикот во опасност да фати крлежи или болви од надвор, значи од други кучиња од трева. Значи овде има разлика сега со крлежите. Крлежите, значи возрастната единка јајцата ги положува во трева, на лист. Како поминуе, значи, миленикот, може да собере, знаеш, само што се протелка, јајцата од ларви поминуваат на него. Знае, например, една возрастна единка положува 100 јајца. Знае некош на еден лист, например, да ги има повеќе, значи до 3000 јајца да има на едно место. Како ќе помине миленикот, сите се префрлуваат на него и почнува, значи, инфестацијата, значи, почнуваат се закачат за него, цицаат крв и пак се повторува процесот. Затоа некојаш имаме можност, значи, да видиме куче че ни донесат, значи има на 10 сантима, значи има преку 100 крлежи, баш заради тоа. Значи како се пренеле јајцата, и тоа е огромна количина и го доведува опасност првен, што пренесуваат многу заразни болести. Значи крлежите и пренесуваат и до преку 650 заразни болести. Али кај нас, значи овој крај е најопасна за луѓето е лајмската болест. Исто за кучињата, например, ако се заразени крлежите, може да им пренесат пироплазмоза, бабезиоза, тоа е како маларија кај луѓето. Значи, што е многу лоша и фетална и за самото куче.
Сега, например, го имаме ново и комарците, исто пренесуваат лешманија од Грција што ни доаѓаат. Така да заштитата против надворешни паразити мора се спроведе веднаш чим почнувате надвор да го изнесувате миленикот, да го дружите со други кучиња и да иде во трева и натам. Значи прво и основно тогаш. И после имате заштита, тоа се аплицира, има повеќе начини, значи имаш заштита преку може каивче, ампула, значи тоа се тие два начина. Тоа е избор на собственик, имате и различни цени и можности и на тоа колку делува и како делува, значи цената одредува и фирмата. Али основно е кај сите заштита од ампула, ако се стави заштита од крлежи дава 1 месец, а од болви е месец и пол. Значи не е точно тоа што им кажуваат негде по пет шопови кај што купуваат ампула ве заштитува 6 месеци. Значи не. Значи секој месец мора да се спроведе, значи да се дојде кај ветеринар и најдобро кај ветеринар, не да се купува по пет шопови, затоа што може е поминат рок, мислим не знаеме од каде и како што. Кај нас малце подруго во ветеринарни амбуланти си има контрола, ставаме печат, значи се знае, си има серијски број, датум на траење, на важење, значи ветеринарот стои за тоа дека го ставил. Значи тоа исто малце може наивно, али треба секој собственик да се придржува. Сепак тоа е у ветеринарната дејност, не е пет шоп, значи тоа е пет шоп е продавница, значи немат врска со медицината. Така. А колку време трае каивчето? Значи каивчињата имате повеќе, значи на пазарот што се нудат, значи цената одредува. Некои значи не ви пружаат заштита ни 1 месец. Значи поевтино како го најдеш за нив, мислам не знам, никој ветеринар не ви гарантира за тие. Најдобри што се покажали кај нас што се нудат на пазарот се исто на Bayer Kiltixut и Excalibur. Исто имат доста разлика у цена, али во главно, значи Kiltixut од 4 до 6 месеци ви нуди, а Excalibur и повише од 6 месеци. И со тоа што Excaliburот исто има заштити против лешманија, што е исто многу опасно по здравјето на миленик. Така, што треба собствениците да направат доколку забележат дека неговиот миленик има дворешни паразити? Како да се го заштити семејството и домот? Значи собственикот кога примети дека има крлеж, еве за крлежи правиме момент, ако примети дека има крлеж и ако е во близина во град до ветеринар, треба таму да иде. Значи тоа е сепак ветеринар, затоа што многу важно е како ќе се извади, да не остане главата од крлежот. Значи да не го притиска сам да го тегни, да го вади, затоа што ќе направи уште полош. Затоа што како ќе се закачи крлежот за кожата на миленикот, он значи со главата влегува длабоко во кожата и почне значи со цицањето крв, значи и го испушта инфективниот материјал ако претходно бил заразен. И значи со цицање крв се врши размена. И сето тој инфективен материјал, дали од куче кај што ќе се закачи, внесува инфект или го пренесува, минува низ цревата на крлежот. Затоа не треба никогаш значи да се притиска и да се врти, затоа што со тоа пак ја го враќаш цел инфективен материјал во крвта на миленикот. Значи ако не можеш си подалеку барем, значи извади го што побрзо можеш, значи немој да го притискаш, да вртиш, и ако остане главата, ќе можеш дојди ветеринарот да го извади. Значи не е точно тоа што викат не може да го извадам, па го вртат, го стискат, па со цигара, па со улје. Значи само со тоа, посебно улје, например, тоа како се правеше порано, ќе стават улје, значи ќе се запуши со тоа, исто се прави контраефект, ќе му се запушат дишните патишта на горната страна на крлежот и он автоматски све испушта, пак цел инфектив се враќа кај кучето, кај миленикот. Значи најдобро како god да е мекиот дел нека се извади, и ако постои опасност, значи не да се притиска. Значи благо нека се откорни, ако остане внатре, значи главата, после нека идат на ветеринар кога се во можност и тоа да се извади. Така. Јасминка, ние ќе направиме тука една куса пауза да ги погледнеме рекламите, после повторно се враќаме во студиото да го продолжиме нашиот разговор. Почитувани гледачи, останете со нас, по рекламите се враќаме во студиото.